состојбите доведуваат до злоупотреба на трудот, одземање на пасоши, одземање на слободата, ниски услови за пристојно живење и за пристојна работа и нормално понатаму она што е најопасното е организираната трговија со тие луѓе. Де факто таа трудова експлоатација се состои пред се од регрутирање, изнаоѓање на тие луѓе, организирање и потоа веќе и на плаќање на средства или на плаќање на трудот, меѓутоа во целина на организаторот, на трудовиот експлоататор, со многу ниско ниво на исплаќање или плаќање на трудови експлоатираните личности. Ова е уникатна можност каде што бизнис секторот од една страна, а од друга страна студентите на правниот факултет, невладиниот сектор, синдикатите и представници од одредени државни институции и организации разговараат за трудова експлоатација од повеќе аспекти, при што се разменуваат размисли, мислења, но и се работи на препознавање на трудовата експлоатација, особено кај младите луѓе, да ја препознаваат и во делот на превенцијата, односно спречувањето на трудовата експлоатација. Сметам дека оваков тип на настани, каде што науката, бизнисот, институциите, синдикатите, работодавачите заедно ќе соработуваат, е многу добро, затоа што од една страна бизнисот добива информации да ги детектира проблемите поврзани со трудовите експлоатации, од друга страна студентите добиваат одредени знаења кои што се драгоцени од прва рака да видат како и што се случува на пазарот на труд,